Во Битола е отворен ромски здравствено-образовен центар, кој е прв во Македонија и е во рамките на стратешкото партнерство Roma Healthcare. Ромскиот здравствено-образовен центар е дел од стратешкото партнерство Грижа за здравјето на ромите, кој во Битола го спроведува СУМНА, Сдруженијето за развој на ромската заедница и германската организација Югенстил, партнер организација исто ние и општина Битола. Знаете дека СУМНА повеќе ги имаше образовните активности, меѓутоа видовме дека е многу важно да го покриеме здравствениот дел. Претходно, значи, на овој проект му следеше истражување во кој што податоците не беа навистина на многу незадоволнително ниво, во кој што луѓето видовме дека одат во некоја фаза на испитување кога е многу доцна. Потоа, например, не ги знаат едукативните, бесплатни едукативни програми кои што ги дава државата. Затоа ние во следниот период, значи, ќе имаме прво се запознавање на населението, значи ќе имаме теренска работа во кој што ќе ги известиме кои услуги може да ги добија од страна на државата. Затоа и многу ни е важна соработката кој што ќе имаме со здравствениот дом Битола, со клиничката болница, меѓутоа и тука многу важно морам да ги кажам и мултипликаторите кои што се вклучени во проектот, разни здравствени ординации, стоматолошки ординации, спортски здруженија кои ќе ни излезат во пресрет. Што значи ова не е проект само за ромите, и ние ромите не го спроведуваме, туку вклучени се и сите други. Предвиденото делување во рамките на овој центар ќе донесе спроведување на низа превентивни мерки, кои се од голема важност како за ромите, така и за сите жители на општина Битола, затоа што заштитата на секој поединец значи и заштита на заедницата. Денес гледаме еден резултат, но ова е резултат од напорна 5-годишна работа. Сега не само што го имаме првиот ромски здравствено-образовен центар во Македонија, исто така имаме и локален здравствен акцијски план за ромската заедница. Што значи дека имаме конкретни цели, конкретни мерки што треба да се постигнат во следните 2 години и на овој начин ќе овозможиме одржливост на самиот проект. Во подготовката на овој центар направени се претходни истражувања кај ромското население, кои покажале поразувачки податоци кога се работи за нивното здравје. Затоа ќе имаат голем број активности и едукација во соработка со здравствените установи, но и приватни ординации. Здравствениот дом во Битола, како и досега, и понатаму со формирањето на новиот ромски образовен медиатор како систем, продолжува да се работува за развојот на здравјето, за здравствената заштита кај ромската популација. Имено и во досегашниот период најмногу во овој дел работеа нашите служби како дел од превентивниот систем за давање на здравствена заштита, а тоа се службата за здравствена заштита на деца од 0 до 6 години, од 7 до 18 години, а најмногу патронажната служба, која што се состои од теренски дел на работа меѓу самото население. Често присутно во ромското семејство, каде што се вршат сите тие анализи и едукации од здравствена гледна точка. Ромскиот здравствено-образовен центар во Битола ќе нуди прилагодени мерки за образование на возрастни за подигнување на здравствената писменост кај ромите, ќе организира работилници, понуди за неформално образование, спортски активности и надпревари, како и образовни и едукативни кампањи. Активностите ќе ги спроведува едуцираниот тим на Сдруженијето за развој на ромската заедница. Здравствен медиатор ќе биде Мелиса Комина, која своето знаење и желба да ја помогне на ромската заедница, но и да биде пример, ќе го реализира токму како здравствен медиатор во Ромскиот здравствен образовен центар во Битола. Јас ќе бидам ромски образовен медиатор, тоест ќе посредувам помеѓу ромската заедница и помеѓу болниците со цел да се подобри здравјето на ромите, бидејќи тие се маргинализирана група. Се определив за медицината, бидејќи со медицината можеме да доприме до поголем број на луѓе и може со неја да помогнеме на поголем број на луѓе, и затоа се определив, а и на ромите му треба таква помош, и затоа јас како ромка, мислам со помош и на Фатма и на нејзината невладина организација, ме примија и сега сум многу среќна што имам ова чест и мислам дека ќе ги задоволам критериумите што се одма предпоставени. Проектот е финансиран од Европската комисија преку Erasmus Plus програмата во партнерство со општина Битола. Се надевам активностите од овој проект ќе овозможат огромна поддршка и на Сдруженијето и на населението да можат да се вклучат во тие активности и секако да се подобри животот и условите на ромската заедница. И не само тоа, не само во делот на здравствениот, туку и на образовниот план.
На сите учесници од името на градоначалникот на општина Битола, господинот Тони Коњановски, и од мое име им посакувам успешна работа и соработка со сите институции секаде каде што има можност. Општина Битола е поддршка, се разбира, во интерес на сите. Во проектот ромите не се само корисници, туку и актери. Од една страна, тие се вклучени во елаборацијата на интелектуалните резултати, обучени како здравствени медиатори и мултипликатори, ќе ги спроведуваат и оценуваат тест фазите и ќе шират информации за проектот и неговите резултати. Од друга страна, тие ќе учествуваат во мерките за образование на возрастни за подигнување на нивната здравствена компетентност и самите ќе придонесат за подобрување на нивната здравствена состојба на овој начин.